Ние како менаџмент одлучивме за потребите на пошта во Струмица да доделиме 6 нови возила и реално што имат уште 3 во употреба, моментално ќе имат 9. Се надевам дека со оваа инвестиција Струмица ќе добива по-ефикасно и по-ефективна работа на работењето на пошта и на услугите. Во тек се уште други инвестиции. Очекуваме реновирање на објектите и освежување во делот на кадарот, што се надевам дека ќе дават подобри резултати и очекуваме уште подобри услови и за вработените. Му се заблагодарувам на директорот на Пошта Струмица, реално е еден од најдобрите директори и покажува многу добри резултати во водењето на оваа поштенска единица. Иако знаеме дека пошта во изминатите години беше во многу потешка ситуација, па пополека се обидуваме да се вратиме на тоа што се вика пошта е на граѓаните како што беше порано. Дали со зголемувањето на возниот парк на македонски пошти, граѓаните на Македонија може да очекуваат побрзи, поефикасни и навремени услуги или испорака на практика? Да. Со оглед на конкуренцијата која што е неминовна, веќе знаете дека има. Реално, нелојалната конкуренција и нанесе голема штета на пошта. Се обидуваме и тој дел, агенцијата за пошти работи во тој дел да го намали тоа злоупотреба од нивната страна на приватните компании. Очекуваме многу подобри услови и подобра услуга кон граѓаните. Знаеме дека изминатите 6-7 години уствари ништо не беше инвестирано во АД Пошта Македонија, особено во возниот парк, кај што реално функциониравме досега со 3 возила во подружница Струмица. И сега обавезно дека ќе имаме и подобри резултати, пошто имаме плюс 6 нови, очекуваме од директорот оваа динамика да го следи и да видиме како ќе се движат работите.